Изложбата Цртеж, експериментален цртеж во организација на Друштвото на ликовни уметници на Македонија ќе се одржи во куќата на доајенот на македонската ликовна уметност, сликарот Борко Лазевски. Изложбата ќе отвори Дейвид Гир, амбасадорот на Европската унија во земјата, а е дел од официјалната годишна програма на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Според Теснавското здружение на ликовни уметници, изложбата се организира по 8-ми пат, што го покажува постојаниот интерес на современите уметници за изразување во оваа специфично ликовно подрачје. Готови се фасадата и кровот на новиот објект на Турскиот театар во Скопје. Во тек е јавната набавка за внатрешната инсталација, а тоа се механиката, електриката, машинството и водоводот и канализацијата. Директорката Ајлин Емин скоро истакна дека штом завршат законските рокови, ќе започне со работа на третата фаза. Турскиот театар во Скопје постои 74 години, а веќе 10 години ги користи просториите на театар комедија. Објектот, кој се наоѓа во населбата Пролет, близу железничката станица, почна да се гради пред 10 години. Од ЕВА на Македонија известуваат дека во петок без електрична енергија ќе останат делови од општина Петровец во периодот од 8:30 до 14:30 часот. Во периодот од 9 до 11 часот корисници од делот до улицата 52, кон обиколницата во Стопански двор во општина Ѓорче Петров и во периодот од 9 до 11 часот дел од корисниците во Сарај. 22 годишник од Скопска Рачиново е тешко повреден во сообраќајка. Во СВР Скопје било пријавено дека на крстосницата од улица Методи Андонов Ченто со сервисната улица која ги поврзува Клучката Ченто и булевар Александар Македонски, 22 годишник од Рачиново кој управувал мопед со тетовски регистарски ознаки паднал на коловозот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобило лицето, констатирани во комплексот клиника Мајка Тереза, информираат од МВР. Извршен бил увид од увидни екипи од СВР Скопје. Скопјанец во СВР Скопје пријавил дека на 22 месецов, околу 16 часот и 20 минути, во село Визбегово, Скопско, лице од истото село физички ги нападнал неговите двајца синови. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам, убо са ја